работна организација која работи и делува во склопот на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Тој е единствена научна организација од областа на земјоделството кој се бави исклучиво со производството на ориз. Оризопроизводството е важна стопанска гранка од областа на земјоделието на СР Македонија и сите услови и производство се обезбедуваат во овај реон. Тој се одгледува исклучиво во реонот на источниот дел на Републиката и претежно по долината на реката Брегалница и низините притоки, а мал дел се одгледува по централниот дел по течењето на реката Вардар и низините притоки. Како резултат на долгогодишна научно-испитувачка работа од областа на оризопроизводството се постигнати крупни резултати во производството на ориз со една систематска и упорна работа преку повеќе фактори, и тоа преку воведување на високо продуктивни и квалитетни сорти ориз, производство на квалитетен семенски материјал од високи репродукции, како што се супер елити, елити до оригинал, воведување на современа технологија во производството, примена на ефикасна заштита од плевели и болести, воведување на двојни култури за реметење на циклусот на монокултурата, мелиорирање на слабоплодни и неплодни површини со одгледување на ориз и испитување на квалитетните особини на добиената арпа во преработката на белиот ориз. Како резултат на една таква работа се постигнати високи приноси од единица површина и е зголемено производството на ориз од 3700 на 9800 хектари, а просечните приноси се зголемени од 1900 на 5000 килограми по хектар оризова арпа. Или Република Македонија произведува од 45 до 50.000 тони оризова арпа и производство на бел ориз од 26 до 30.000 тони. Научно-истражувачката работа во Институтот за ориз се одвива по сектори. Конкретно јас работам на секторот селекција. Секторот селекција е ориентиран кон стварање на сопствени сорти, тоа е една и од основните задачи. Уште се занимава со проучување и колекционирање на домашни и странски сорти ориз и поставување на микро и макро сортови опити. При создавање на новите сорти се има за цел да се наследат позитивните особини од родителските парови, односно да се добијат нови сорти кои ќе имат кратка вегетација, отпорни на болести по легање, високи технолошки особини, како и високи производни особини. За постигање на оваа цел, големо значение има изменетиот сортимент. Ова се врши преку интродуирање на сорти од страните земји, како и со постигањата на селекцијата во создавање на собствени перспективни сорти ориз. Како резултат на оваа работа, денес во Институтот за ориз броиме над 200 сорти по потекло од страните земји, како и собствени. Меѓу интродуираните сорти повеќе се покажаа добри и се задржаа во масово производство повеќе години. Така да во последните години листата на признаени сорти е зголемена на 9, кои се одгледуваат во широката пракса. Главна и основна задача во селекцијата е хибридизацијата. Таа представува една од основните методи за стварање на нови сорти. Преку овој метод се постига правилно комбинирање на позитивните својства од родителските парови, кои се цел при новодобиената сорта. Од позначајните наши остварувања во селекцијата издвоени се сортите Осоговка и Кочански. Морам да кажам дека хибридизацијата е долготрајна работа, често пати завршува со неуспех. Успехот и задоволството на институтот ќе биде поголем кога ќе успееме страните сорти да ги заменеме со наши и истите ќе бидат прифанати од широката пракса. Сортата Кочански е селекција на Институтот за ориз во Кочани. Создадена е со вкрстосување на италијанските сорти Корбента и Балдо, а со цел да се добие сорта со висок квалитет, родност и отпорност на осипување. Признаена и регулирана од страна на Сојузната сортна комисија во 1984 година. Спаѓа во групата на суперфини сорти. Средно рана, со должина на вегетација од 143 дена. Висината на стеблото и изнесува 82,7
7 см, со должина на метлицата од 15,8 см. Послабо бокори во споредба со испитуваните други сорти. Доста е приносна, со просечен принос од 6100 кг, додека генетскиот потенцијал ја изнесува над 11.000 кг по хектар. Зрното е крупно, долго, со темно-виолетов врв. Апсолутната тежина на зрното изнесува 41,38 грама, додека хектолитарска тежина е 55,2 кг. Има добри технолошки својства, дава 62,66% на цели зрна при луштењето. Процентот на протеини во белиот ориз изнесува 8,28%. Се одликува со голема отпорност на осипување, не подноси високи дози на азотни ѓубрива и е погодна за одгледување во нашите почвено-климатски услови. Сортата осоговка исто така е селекција на Институтот за ориз во Кочани. Создадена е со престосување на италијанските сорти Маратели и Балдо, а со цел добивање на сорта што ќе ги наследи позитивните квалитетни особини од родителските парови. Се одликува со висока отпорност на осипување и е признаена и реонирана од страна на Сојузната сортна комисија во 1984 година. Спаѓа во групата на суперфини сорти. Средно рана, со должина на вегетацијата од 144 дена. Висината на стеблото изнесува 80,7 см, а должината на метлицата 15,6 см. Добро бокори, околу 442 растенија на метар квадратен. Просечниот принос на оризова арпа по хектар изнесува 6200 кг, додека генетскиот потенцијал може да достигне до 12.000 кг по хектар. Во Институтот за ориз во фаза на испитување се навоѓаат уште 9 сопствени сорти кои се одликуваат со висок квалитет и раностасност и се погодни за наши услови на одгледување. Морам да кажам дека хибридизацијата е долготрајна работа и често пати завршува со неуспех. Успехот и задоволството на Институтот ќе биде во потполност кога нашите сорти ќе бидат прифанати од страна на оризопроизводителите и ќе ги заменат интродуираните сорти. Производството на семе во Институтот е доста организирано и годишно се произведува од 500 до 700 тона семенски материјал од застапените сорти кои се на листата. Институтот како научна организација произведува изворен материјал на своите површини и то претежно суперелити, елити до оригинал. Вкупно се произведува годишно од 70 до 100 тона изворен материјал и то од суперелити. Производството на суперелитите почнува од масовиот подбор, кога се избират посебни клашчиња. Клашчињата се обработуваат во лабораторијата, чим се обработат и во април месец се сејат прво во оранжеријата, бидејќи е мала количината на семе, па таму се произведува расад, а после еден месец до 45 дена од сеидбата се сее на стално место, тука се произведуваат линии. Линиите представуваат почетен материјал за производството и тоа представува суперелита. Од суперелитата се произведува во наредната година елита, па после од елитата се произведува оригинал. Како оригинал иде за производство на прва сортна, а првата сортна репродукција се произведува од 500 до 700 тона во производство со кооперација со агрокомплексот. Значи, за да се произведе семе, потребно е да минат 3 до 4 години, а тај циклус е постепен, значи секоја година засниваме линии, произведваме елита, суперелита, па елита и оригинал и како оригинал го даваме на работните организации. Застапени се во масовото производство од прилика 4 сорти кои во ствари идат и за производство во општествено и индивидуалниот сектор. Најзастапена сорта е сортата Монтичели како семенски материјал и таа представува негде околу 60% до 70% од целото производство. Или производството на семе од Монтичели иде околу 300 до 350 тона. Таа е средно крупна сорта, доста рана, издржлива на висока агротехника и дава високи приноси. На второ место е застапена покрупната сорта, тоа е сортата R76/6. Таа е застапена со 25 до 30%, од неја се произведува од 150 до 200 тона семенски материјал. Нашиот материјал иде во работните организации, а првата репродукција иде за производство во индивидуалниот посет. Мислиме дека ова е перспективна, крупна сорта, има голема апсолутна тежина, издржува висока агротехника и дава високи приноси.
Во последно време имаме две наши селекции, тоа се селекцијата Осоговка и Кочански, од нив веќе сме заснивале Супер елита и елита и имаме во оваа година по 1000 кила од двете сорти. Тие се исто така рани сорти, крупни, издржливи на висока агротехника, имат голем генетски потенцијал и идат за масовото производство. Исто така наша селекција и Кочански, кој има добри квалитетни особини и мислам дека ќе си го најде местото во производството. Имаме и други сорти кои се во испитување, меѓутоа треба да помине подолг период за да стапат во производството. Одсекот за фитопатологија при Институтот за ориз Кочани се занимава воглавном со проучување на фитопатолошките проблеми на оризот. Конкретно работата се состои од проучавање првин на симптомите на болестите на оризот. Потоа од овие карактеристични симптоми на оризот, ние вршиме издвојување во чисти култури на проузрокувачот на соодветната болест на оризот. Тие чисти култури потоа ги проучаваме нивните морфолошки својства, морфолошки карактеристики, биолошки и некои физиолошки карактеристики. Економски најзначајна и штетна паразитна габа на оризот е габата склероциум оризе. Тоа е, симптомите се манифестират во вид на гниеш на приземниот дел на стеблото од оризот. Ова болест, позната кај нас како гниеш на стеблото од оризот, е проузрокувач габата склероциум оризе. Потоа се изолирани и перитеции, кој е детерминирано како магнапорте салвини, конидии, конидиски стадиум, како хелмитоспориум сигмоидеум и склероции, како склероциум оризе. Досега во литературата беа опишани како овие три различни габи на оризот. Меѓутоа, со нашите фундаментални истражувања ја докажавме генетската врска меѓу овие три габи. И сега објавивме дека се тоа фактички три различни стадиума од една иста габа. Значи, овие габи се проузрокувачи на овај гниеш на приземниот дел на стеблото. Ова генетска врска ја потврдивме со украстувањето на два различни изолата од габата склероциум оризе и потоа со нивно украстување ги добивме сите овие стадиуми, перитецискиот стадиум, потоа конидискиот стадиум и склероцискиот стадиум. Понатаму, од симптомите кои што се манифестират на листот од оризот, ние успеавме да ги издвоиме габите Хелмитоспориум оризе, Хелмитоспориум моноцерас и Пирикуларија оризе. Ова е Хелмитоспориум оризе, Хелмитоспориум моноцерас и Пирикуларија оризе. Овие габи се помалку штетни на оризот, бидејќи го напаѓаат само листот од оризот. Нашите истражувања понатаму се усмерени на сузбивањето на ова економски штетна паразитна габа. Избегавајќи од примената на пестициди, ние истражувањата ги усмеруваме во биолошко сузбивање и тестирањето на сортите, односно генетика на отпорност на овие сорти, да дојдеме до отпорни сорти на оризот према овие економски штетни паразитни габи. На тој начин ќе може да се користи за исхрана ориз без пестициди. Натаму нашите истражувања се усмерени и во проучавањето на коровската, односно на плевелите во оризот и нивно сузбивање, бидејќи и плевелите се едни од причините и пренесувачи на болестите кај оризот. Ние работиме на изнајдувањето нови комбинации на хербициди во сузбивањето на оризот, така да во последно време ги на листата за званични испитувања са хербицидите Ордра Мекстра, Карлозор, Софит, Басагран М60 и некои други.